Благодарам за поканата, драги пријатели, драги колеги, почитуван подпреседател академик Митевски, драга Дијана, нели, почитувана ректорке, декани и така натаму. Ми представува особена чест да дадам еден лајт мотив на оваа конференција. Особено сакам секако да го поздравам професорот Дончо Донев, да го поздравам професорот Владимир Трајковски, кој што беа на вистина движечка сила и ја понесоа сета тежина на оваа организација на конференцијата, па јас имав чест да бидам поканет со неколку сосема општи мои погледи. Знаете, ние луѓето навистина се разликуваме по многу нешта како интелигентна творба во овој универзум. Една од работите е што имаме исклучителна љубопитност. И другите интелигентни творби се љубопитни, меѓутоа само ние луѓето поставуваме прашање, нели, за она што не обкружува, за она што е надвор и во нас, зошто? Ние го поставуваме тоа прашање. Имаме порив за знаење, нели? Тоа е вака и епистемиолошки порив. Едноставно да имаме знаење. И мене ми се чини дека тоа е всушност основната движечка сила на тој организиран процес во насока на колекционирање на знаење, кој што го нарекуваме научно истражување. Тоа е еден од највисоките креативни облици на работа која што човекот воопшто ја спроведува. Тоа денеска во еден модерен контекст главно на некаков начин алудира на експериментална. Меѓутоа, јас сметам дека тој процес може да биде и чисто самомисловен. И тоа, всушност, историјата и го покажува. Веројатно човекот размислува од кога постои, од секогаш. Не го интересира само физичката појавност на надворешното, него во суштина го интересираат и најсуштествени прашања за неговото екзистирање. Зошто? Која е неговата цел? Го интересираат прашања за природата на самото знаење. Дали тоа знаење има граници? До каде тоа може да се усвои? Сушност тоа е порив, нели, кон на некаков начин мудрост. А тоа го нарекуваме филозофија. И таа филозофија, нели, е основа на она што денеска го нарекуваме наука. Тој поим наука е релативно нов во смисла на долгата човечка историја. Тој можеме да речеме го има својот корен во оваа модерна смисла од времето на просветителството, од времето на ренесансата, од среден век наваму. Базиран на таа длабока филозофска мисла, тој воведува всушност уште еден критериум, дека научно е она што може на некаков начин повторливо да биде докажано. Тоа секако го исполнува тој критериум експериментот. И ние на студентите им велиме, тогаш кога експериментот е воведен за нешто да се докаже одредено тврдење, тогаш почнува филозофската мисла да се кристализира на некаков начин кон научна мисла. Меѓутоа, секако коренот на тој пристап, нели, на таа дедукција, индукција и така натаму го имаме многу порано, уште во филозофијата на Аристотел, во диалектиката на Сократ, нели, на Платон и така натаму. Научно е издржано само она, додека го издржува теретот на аргументите, нели така. Меѓутоа, таа строга дефиниција на научното јасно укажува дека науката исто така не може да одговори на сите прашања на кои што сме заинтересирани, на кои што не научи долгата историја и долгиот развој на филозофијата. Ние за смислата, за етиката, за естетиката не можеме така едноставно, строго научно да одговориме. Затоа, впрочем, како највисоки цивилизацијски дострели, јас ги сметам постоењето на универзитетот, постоењето на академијата.
зашто тие се единствени места каде сите аспекти на таа реалност, чиј дел сме ние, се обединети. Таму, како што телото го обединува духот и душата, така универзитетот всушност ја обединува науката со филозофијата и со уметноста всушност. Тоа универзитетот треба секако да е свесен за тоа, така за таа негова огромна важност. Тој од административен аспект мора да биде поделен, но мора да ги стимулира интеракциите внатре. Природните науки треба да се интересираат за филозофија, а филозофијата треба да се интересира за природните науки, зашто сето тоа се само аспекти на иста реалност, која што ние сакаме всушност да ја доловиме. Знаењето во универзитетот е динамички процес, тоа колекционирано, организирано знаење. На универзитетот информациите мора да циркулираат, да се дисеминираат и велиме да се евалуираат, да се проверуваат во суштина. Така, да се изложат на критичкиот став на своите колеги. И тука е некаде коренот на она што го нарекуваме научно објавување. Тоа е некој специфичен вид на новинарство, знаете? Тоа е специфично новинарство. Тие списанија. Само што, за разлика од обичното новинарство, ние во наредниот тој број на тој вестник не знаеме кои ќе бидат авторите. Новинарите ние ги знаеме кои ќе бидат. Во една колумна, нели, ние настапуваме малку од арогантен став. Јас знам, ќе ви кажам вас. Меѓутоа, ќе ви кажам вам. Меѓутоа, научното публикување е различно. Тоа вели, јас веројатно нешто знам, нешто открив, сакам да придонесам кон колективното знаење, меѓутоа јас се изложувам на критика. Јас сакам тоа мое знаење, нели, да биде проверено од тие што знаат повеќе од мене. Тоа би било најдобро. Тогаш е научното публикување вистинско научно публикување. Тоа го има секако својот историски почеток пак во овие западни земји, во Англија, во Франција и така натаму, некаде во 17 век, и така извршило влијание нели, и понатаму во остатокот од светот. Тоа не значи, нели, пишувањето на книги е многу старо, меѓутоа идејата да се прави некој вестник, некој периодично издание во кое авторите конкурентно ќе се менуваат, е навистина многу интересна идеја и ние денеска тоа го уживаме. Колку ги споделуваме овие вредности, така, колку можеме така да ги критички да ги пренесеме кај нас, каква е состојбата со високото образование и така натаму. Јас го изразив моето скромно мислење, така, критичко, но добронамерно, тоа е критика за мене. Ако другите, нели, се видат во таа критика, секако ќе биде добро во врска со тоа каква е состојбата кај нас. Нели, што јас научив, впрочем, од моето лично публикување, знаете? Јас прво научив дека тоа е тежок процес. Тоа не е лесно покрај сите наши, нели, убави говори. Тоа не е лесно. Беше тешко, например, за мене и првиот труд кога го објавив кај нас, во нашиот македонски часопис за хемија, кој што сега има и фактор на влијание. Тоа беше тешко и за мојот, да кажеме, 123-ти труд. Тој да е последен, ама и овдека е дел од рецензијата која јас ја добив. И таму добив, гледате, 1, 2, 3, 27. Јас добив 27 коментари, сушност коментарите скоро беа подолги од колку самиот труд. Може да замислите каков е овој процес, знаете? Ама вредното во него е тоа што човек навистина учи. И тој процес на учење мене ме прати од самиот почеток. Мојот прв, да кажам, меѓународен труд, кој што го испратив настрана да биде објавен, нели, тоа беше тогаш во Хрватска, во тој респектибилен часопис за хемија во Хрватска, добив една рецензија во која вака пишуваше. Тоа беше во овајата магистерска, првите мои почетоци. А таму рецензентот напиша: резултатите се исклучително добри во овој труд, ама дискусијата практично треба целосно да се препише. Тоа ви е јасно дека јас сум имал добри резултати, ама сум имал вака едно платно на моите очи. Неговата рецензија ми кажа како тоа, рецензијата,
рецензентот или рецензентка, ми кажа како тоа треба да се направи. И тоа беше за мене како некое просветление, како некое отворање на завесата, јас ја разбрав проблематиката. Што е многу интересно, таа рецензија напишана беше на машина за отчукување, нели, за куцање, како што викаме. Потоа, јас барајќи ментор за мојата докторска дисертација, се испостави по многу години дека всушност тој рецензент мене ми станал и ментор, кој што јас онака независно го барав во научната јавност да биде некое врвно лице од кое што ќе можам да учам. Се замислете која е таја креација на судбината на овој интелигентен универзум, тоа што го направи. Целта била јас да научам нешто, драги пријатели, а не дека јас некое чудо сум открил, што другите не го открили. Како се иди до резултати што може да бидат објавени? Знаете, само ако основниот порив е потрага по знаење, не ако основниот порив е комерцијалната примена. Комерцијалната примена е секундарна последица. Ние денеска имаме комерцијална примена, имаме богатство денеска цивилизацијско повеќе од колку што ни треба. Ако ги следите тој порив, ако следите експериментот да ве води таму каде што ќе ве води, да видите што е таму интересно, тогаш има суштинско објавување. Не велам јас дека комерцијалниот аспект не е важен, тој е важен, но тој е секундарна последица на науката. Потрагата по знаење е всушност основниот порив. Објавувањето, драги пријатели, мора да биде како и академската работа меѓународна. Колку компетентни луѓе има за некоја толку тесна научна област во која што јас работам во Македонија. Ние ако не се изложиме на широката академска заедница, светска на која припаѓаме, нема процес на учење. Тоа е таа интернационализација. Тоа е таа наша потреба, дури и во општествените, историските, сите науки. Ние треба да им објасниме кои сме на другите. Не треба себе да си објаснуваме ние кои сме, каков јазик имаме и така натаму. Тоа објаснување е важно настрана. Младите луѓе, нели, кои принципи треба вака основно да ги следат за да нешто објават, така? За да објавиш треба секако да веруваш и да си ги сакаш своите резултати, така? Нема некој рецепт, некој така таен, како тоа се објасни, како се постигнува објавување. Треба едноставно човек многу да работи, многу да е упорен, многу да има желба за знаење, така? Да е свесен дека и уредниците и сите се зафатени луѓе, дека тоа што окажувате треба да биде концизно, дека треба да биде содржајно, дека треба да биде кратко и јасно и така натаму. Јас сега, нели, од оваа позиција можам да филозофирам што треба за едно публикување, која е конструкцијата на еден труд и така натаму. Меѓутоа, за мене, нели, поважен еден повторно еден личен дискурс, себе да се видам, зошто јас впрочем публикувам, што мене ме направи да учествувам во оваа тешка, но прекрасна дејност, ама која е скоро апсолутно некомерцијална. Таа малце изгледа, знаете, за некого таа не изгледа психолошки оправдана едноставно. Посебно во едно наше општество, со тоа човек да се занимава. Кои беа моите мотиви тоа да го правам, нели? Сум бил љубопитен, сум уживал ли во тој процес, така? Сум се обидувал ли на тој чуден, најневообичаен начин јас едноставно да преживеам, или моето семејство да преживее? Сум имал ли јас движечка сила, да кажам, од моето его, да бидам важен, да бидам препознаен на некаков начин? Така, не само дома, за мене било важно на друго место да бидам препознаен пред се. Да служам на ова човештво, веројатно од се помалку, нели? Од се помалку. Ке лаже човек дека, јас бев само на човештво да го служам. Тоа се така од се помалку. Средината е важна, драги пријатели. Средината е важна. Ако имате среќа да бидете во интелектуална средина, високо профилирана, каде што веќе има етички кодекс, каде што има традиција на објавување, тогаш секако ќе го прифатите тој контекст. Ама денеска, тоа значи дека ние имаме и одговорност таква средина да создаваме. Така? Јас учев од овие академици, од овие луѓе, од ова прекрасна средина во која судбината мене ме фрлила. Нели, не можев јас да ја одберам.
таму едноставно ме однесе животот во таа средина. Ама сум исклучително среќен што сум бил дел од неа и што јас со својата дејност исто така сум ја профилирал на некаков начин, сум извршил влијание. И на крајот, нели, колку е важно моето публикување? Направив ли јас некое чудо? Јас за мене знам, драги пријатели, дека не направив никакво чудо, не знам за вас, дали вие направивте нешто што никој друг на светот, ако не бевте вие, немаше да го направи. Во таа смисла ќе ви го кажам примерот со Њутон, нели? Не треба да ви објаснувам кој е Њутон, дека тој за овој физички макроскопски свет е барт на оваа модерна наука и така натаму, дека создал математика за да ги објасни феномените. Нова, непостоечка математика, ама многу интересно, практично истовремено, еден друг научник во Германија, Лајбниц, тој скоро истото тоа го прави, пазете. Независно тие еден за друг од процесот на создавање, тоа што го создале, не го знаеле тоа еден за друг дека тие истото тоа го прават. Потоа тоа така се испоставило. Знаете ова што за мене значи? Ако Њутон немал право да се фали и ако овој универзум создал бекап така за Њутон, ако Њутон тоа не го направил, имало друг кој што тоа во тој даден историски момент ќе го направил, тогаш каде е просторот, нели, јас посебно да се фалам дека сум направил нешто што друг немало да го направи. Да, разбирам. Според тоа, има ли смисла ова што сето јас го правев? Секако. Тоа беше за мојата надграда, или за моето учење. Јас преку тоа научив. И во целиот тој процес практично не постои публикација моја или дел од моето истражување во кое не учествуваа и студенти. Според тоа истражувањето било заради образованието, заради моето и заради студентите. И така стигаме до крајната поента, дека научното истражување на универзитетот во суштина е во функција на образованието, дека тоа се само два аспекти на еден ист процес. Ви благодарам.